Повелете се разговорот. Значи гостин во вестите на Канал 5 денеска е градоначалникот на Скопје господинот Коце Трајановски. Во Скопје за 2 дена започнува биеналето на млади уметници. Но за тоа ќе позборуваме малку подоцна во вестите. Сега ќе позборуваме за она што е актуелно деновите, образованието. Според законот за локална самоуправа, средните училишта се под ингеренции на градот Скопје. Можеше ли градот да направи да нема вакви проблеми во Панче Караѓозов, да се смират тензиите и протестите на учениците медицинари? Че во надлежност на градот Скопје. Значи, она што беше негова надлежност, ние го направивме. Значи, во рамките на зголемувањето на дејноста на одредени средни училишта, ние зголемивме дејноста на средното училиште Зефониш Марко. Сето останато е во надлежност на Министерството за образование. Тоа ги одредува бројот на паралелките кои што треба да учат во средните училишта. Значи, тоа е во надлежност на Министерството за образование. Господине Трајановски, деновите актуелно е исто така отпуштање, односно разрешување директори во внатрешноста, како и договорите на дело кои ги има подпишано наставниците, не им се продолжени. Како вие, како висок функционер во владачката партија, го оценувате ова и дали има вакви случувања во скопските средни училишта? Во скопските средни училишта нема вакви случувања, инаку во образованието проблемот со професорите и наставниците кои што предаваат и во средите, па и во основните училишта е малку поголем. Тоа е што од подминато време, значи тие наставници и професори немаат решение за стален работен однос, туку имаат за времено вработување или на одреден период од година дена. И секоја година тоа се обновува. При тоа, при ова заедно со синдикатот и со Министерството за образование правиме напори за оние наставници и професори кои што имаат подолг период работат под ваков статус, за тоа им решиме за во трајно вработување и мислам дека тоа ќе биде направено до крајот на оваа година. Со голем број на случаи може да има некои изолирани случаи, јас немам такви сознанија. Во секој случај ние како ЗЕЛС, ако веќе зборуваме како ЗЕЛС, стално апелираме до градоначалниците да се придржуваат на сите законски прописи и норми кои се однесуваат на оваа сфера. Сега да позборуваме за убавите работи што ќе се случуваат во Скопје. Задутре започна 14-тото биенале на млади уметници од Европа и од Медитеранот. Скопје практично станува метропола на уметноста. Значи, јас прво би сакал да го искажам своето задоволство што градот Скопје е номиниран и избран за домаќин на биеналето на млади уметници од Европа и од Медитеранот, значи на оваа 2009 година. Значи од 2 па некаде до 13 септември во градот Скопје, значи за 10 дена, градот Скопје ќе биде домаќин на околу 1000 млади уметници од цела Европа. При тоа ќе има околу 600 уметници, новинари, вип гости, значи представници на еминентни институции од областа на уметноста од Европа. Тоа е можност, значи во градот Скопје да се представат младите уметници во сите оние 10 или 7 дисциплини во кои што ќе бидат, да ги представат своите способности кои што ги имаат, а воедно, значи ги би ги повикал граѓаните на град Скопје да дојдат да присуствуваат на сите оние представи кои што ќе се даваат значи од страна на овие уметници. Тие најчесто ќе бидат во културните институции на градот Скопје, значи во музеот на град Скопје, во домот на Арама и во другите културни институции. Тоа ќе бидат бесплатни представи и тоа е добра можност за градот Скопје. Воедно исто така би апелирал до угостителите и до сите останати кои што треба да им дадат услуги, да ние што чекаме, да бидеме што по-гостопримливи и да покажеме всушност гостопримливоста на граѓаните на градот Скопје и на Република Македонија. Како Скопје ќе искористи и Македонија генерално оваа шанса за меѓународна промоција? Па мислам дека е добра шанса да ова го искористиме, со тоа што ние треба да се представиме во едно добро професионално светло. Значи треба да покажеме дека ние можеме да организираме вакви меѓународни институции. Ова биенале се одржува по 14-ти пат, значи ова е 14-тиот пат, и исто така треба да прикажеме дека градот Скопје сепак е метропола на Европа.
При ова ќе бидат вклучени сите јавни предпријатија во одржувањето на редот, на чистотата во градот Скопје, ќе бидат вклучени и комунална хигиена, и паркови зеленило, и јавното сообраќајно предпријатие, а воедно и како граѓани на град Скопје на Република Македонија, како што реков, да прикажеме својата и својата професионалност.